Сообщение до медиумите и до јавноста. Дојде до обединување на македонците и на македонските субјекти од целиот свет. 10 организации на македонците од светот се обединија и подаваат рака на обединување на македонците и на македонските субјекти во Македонија, со цел да се спротивстават на непринципиелните политики против македонскиот народ и за градење посветла иднина на младите како надеж за иднината. За таа цел го праќаме овој апел, меморандум за обединување и сплотување на македонскиот народ до сите македонски родолюби, субјекти, до суверените, избирачите и гласачите. Истиот почнува да се подпишува денес во канцеларијата во Антико, Карпош 4, булевар Партизански одреди, а ќе продолжи и понатаму подпишувањето и принесувањето на највредните македонски заложби, иницијативи, концепти, дела, проекти пред македонскиот и цивилизацијски олтар, во трезорот на македонските и цивилизацијските вредности, во македонскиот мозаик, кој ќе продолжиме да го создаваме од сите светли и најсветли македонски камчиња и да продолжиме да го ткаеме македонскиот килим од сите најубави македонски шари врз потката која е самиот македонски народ. Сега е моментот да ги пресечеме антимакедонските политики, партиски програми и цели кои понатаму го продолжуваат антимакедонскиот курс, а го бараат гласот и довербата на македонскиот народ и суверените. Македонскиот глас и доверба немаат цена и секогаш ќе се безвремени, безценети и во интерес на македонскиот народ и на Македонија. Време е за родолюбни, некорумпирани и некомпрометирани македонски представници во власта, во собранието и во владата, за да го продолжиме нашиот од по македонскиот пат и обстој и нашето неприкосновено место меѓу народите и државите како македонски народ и Македонија. Да престанат страдањата, обесправувањето, геноцидот и уништувањето на македонскиот народ и на македонската земја и држава. На голема сабота, 4.5.2024 година. Во продолжение ќе го прочитаме апелот за обединување и сплотување на македонскиот народ од координативното тело на македонците во согласност со обединета македонска диаспора. Апел за обединување на македонскиот народ и креирање на граѓанска алијанса за национална координација. Водени од својата неизмерна љубов и почит кон својата татковина, инспирирани од досегашната стагнација во последните децении, исправени пред одговорноста за зачувување на македонските национални вредности и пренесување на идните генерации, а во согласност со предасномските уставно-правни традиции, на Крушевската република и одлуките на Асном, на референдумот за независност од 1991 година, како и почитување на војата на македонскиот народ за непромена на името на државата Македонија, на референдумот од 2018 година, потврдена со одлуката на ДИК, се донесува следниот меморандум за обединување и сплотување на македонскиот народ. Прва точка. Надпартиско обединување на македонците околу зачувувањето на името, јазикот, идентитетот, нацијата, прикажување на националната истражувачка историја и научната вистина од Македонија, возвраќање на моралот и вредностите, воспоставување на правна држава. Втора точка.
поддржување и создавање на повеќе партиска македонска коалиција Семакедонска национална коалиција, во која сите граѓански и политички партии, вклучувајќи ги и тие партии кои се дефинирани како етнички, на таа коалиција ќе ги дефинираат или потпишат основните постулати на македонската државност и ќе ги дефинираат идните чекори за стабилизација и зачувување на Македонија со своите уставни определби, регулативни и сервисни тела на државата. Точка 3. Оваа коалиција не припаѓа на ниту една политичка партија или граѓанска организација и представници на истите. Доколку граѓанските организации или политички партии не припаѓаат на оваа коалиција, вклучувајќи ги и партиите дефинирани како етнички, а сака да биде дел од креација на национални политики на Македонија, ќе биде повикано целото членство за бојкот на нивните активности во било која од извршната, законодавната или судската власт. Оние представници кои не се потпитници и нема да ги вметнат одредбите на Семакедонската алијанса во нивната агенда или статут, ќе се смета за нелојален политички представник и целосно изолиран од одлучување за национални македонски прашања, кои ќе бидат дефинирани од страна на алијансата. Точка 4. Ургентно креирање на поволен граѓански амбиент за успешна и детална координација за специфицирање на билатералните и мултилатерални договори, склучени од сите досегашни влади и барање начини за нивно имплементирање или отфрлање, имајќи ја во предвид државноста и волјата на македонскиот народ. Точка 5. Институционално втемелување на македонската диаспора во државата како еден од примарните столбови на било која идна македонска влада и креирање алатки за мапирање на диаспората. Нашето лично и македонско национално достоинство, нашата совест и свест ни налагаат во овие тешки историски времиња да се оградиме како македонци од било кој чинител, начин и метод што ја повредуваат државноста и представуваат географска поделеност и закана за културно и етничко сплотување на територијата на Македонија. Нашите заложби остануваат недвосмислено во борбата за Македонија и македонците. 19 февруари 2024 година. Потпишани се 10 организации. Од Женева, Сиднеј, Камбера, Лондон, Брисел, Хелсинки, Љубљана, Мелбурн, Њујорк, Вашингтон, Скопје, Малмо, Бразилија, Торонто. Организации во светот, координативно тело на македонците во Европа и светот, Обединета македонска диаспора, Светски македонски конгрес од Канада и Лондон, Совет на македонските општини од Австралија, Македонска радио програма 3Z од Мелбурн, Обединети македонци од Канада, Македонска заедница Обединето кралство, Дружение Цар Самуил од Белгија, Македонско-финско здружение од Финска и Асоциација Француско-македонска средба Рефрама од Женева. Сега ќе поминеме на потпишувањето на меморандумот. За обединување и сплотување на македонците.
овдека како носител на независна листа на кандидати за пратеници во изборна единица 1 за младите, со Работничка партија го подпишувам овој меморандум. Повелете и Работничка партија. Да, може. Овде се субјекти, организации од Македонија, повелете, Организација на македонскиот народ, ОМН, председателот, Движење македонска природба, Граѓанска иницијатива за здраво, достоинствено и возвишено живење, природба, Меѓународно движење за хуманизирање на човештвото, Организација на потрошувачи на Македонија, Организација на жени, мајки и родолюбки на Македонија, Ангелина Маркус. Подпишувањето на овој меморандум ќе продолжи во континуитет онака како што е потенцирано и објаснето во апелот, така што најавени се другите политички субјекти кои што ќе го сторат тоа во следните денови, а денеска ќе го објавиме ова соопштение во медиумите за да може подобро да се информира јавноста, односно македонските суверени и гласачи за оние субјекти кои што застануваат зад интересите на македонскиот народ и на Македонија и кои што го потпишуваат со таа цел